Председателке, процедуралното е насочено кон вас. Имено кога се после еден научно издржан говор на нашата почитувана колешка Велика Стојкова Серафимовска, ќе се јави колега кој што секако дека има право на реплика и ќе употребува зборови кои што не треба да ги употребува, а истовремено вие кога дел од нашата пратеничка група по ваша проценка сметате дека зборовите кои што ги употребуваме не треба да ги употребуваме, реагирате, во овој случај не реагиравте. Сметам дека треба да бидете аршините да ви бидат исти како за нас, така и за колегите од парламентарното мнозинство. Сега, бидејќи колегата Дарко Каевски го спомна договорот за добрососедство со Бугарија и зошто ние смеа, како што кажа, ќе цитирам, фолирале јавноста. Сакам само на колегата Каевски да му кажам дека токму причината за поднесување на законот и издигнување на предметот историја на законско ниво е договорот за пријателство и добрососедство помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, кој што тој очигледно дека го нема прочитано и не знае што има внатре. Па не би сакала после во мојот говор ќе читам и ќе правам анализи и споредби помеѓу договорот и нашиот предлог закон, само да му кажам дека во описот на првата страна во договорот, која е грешката, која што очигледно не следејќи господинот Каевски, требало да знае дека на затворената средба која што имаше позицијата и опозицијата ВМРО ДПМН и Зоран Заев тогаш со министрите, имавме 5 точки и забелешки, од кои што ниту една не беше прифатена. Премногу сериозна работа е ова, за да вака популистички излезете тука и кажете ВМРО ДПМН се фолира. Прво не ви доликува тој збор. Еве го моментот, односно каменот на сопнување во договорот. Ова е договорот, почитувани граѓани, за добрососедство со Република Бугарија. И главниот камен на сопнување има повеќе, ама е овој. Имајќи ја предвид заедничката историја која ги поврзува двете држави и нивните народи. Зборот заедничка историја е камен на сопнување кој што вие го потпишавте, а ние велевме дека овој збор не треба да постои, заедничка историја. И не само ние како ВМРО ДПМН, целата научна јавност во Република Македонија, почнувајќи од институтите, завршувајќи до МАНУ, го потврдуваат нашето тврдење дека ова е грешката од која што, за жал, за сега барем, нема враќање. И тука не би должела многу, кога ќе земам збор, кога ќе говорам, ќе го анализирам целокупниот договор, каде нашите забелешки беа ставени како ВМРО ДПМН, на таа заедничка затворена средба, ќе повторам, знаат граѓаните, знаат медиумите, но вие тоа, за жал, не го испочитувавте, а да го испочитувавте, да изградевме консензус национален со црвени линии, немаше да дојдеме до овој степен и до вакви дискусии во Собранието на Република Македонија. Верувајте ми, немаше да дојдеме до ова. Затоа ќе ве замолам, кога говориме за националниот идентитет, за јазикот и се она за кое што сме оспорувани, кај мене имам и декларацијата од парламентот на Република Бугарија, кој што патем кажано е
изгласана од сите можни партии во Република Бугарија, нешто што е незамисливо во Република Македонија да се случи, за тоа треба да се запрашате зошто и да се запрашаме зошто ние да немаме декларација за македонски црвени линии. Не се доволни повеќе изјавите од типот идентитетот ни е бетон и јазикот ни е бетон, а гледаме дека Република Бугарија бара писмени гаранции. Што мислите вие, што се подразбира под тоа писмени гаранции? Можете ли да ми објасните? Мене не како пратеник на ВМРО-ДПМН, како граѓанин на Република Македонија. Дали можете да ми објасните што значи барањето на соседот на писмени гаранции? То сигурно нема да значат флоскули од типот идентитетот ни е бетон и јазикот ни е бетон. Под писмени гаранции сериозни држави се знае што бараат. Или анекс на договор, или не дај Боже, промена на уставот. Не бевте минатата седница. Читав што значи тоа и како течеше промената на уставот. И не дај Боже да се случи тоа што ние предупредуваме дека може да се случи. Затоа што треба да се гледа визионерски и истовремено да се штитат сопствените национални интереси. Од тие причини ние како пратеничка група заклучивме дека историјата мора да биде вметната во закон и да се изучува како посебен и самостоен предмет. Ако бевте присутен на јавната расправа и ако ги следите сите толкувања на научниците, не на ВМРО-ДПМН, на научната мисла во Република Македонија, сите до еден се едногласни дека историјата како посебен предмет мора да остане. Колешката го кажа од научен пристап. Предходно, исто така, од научен пристап и останатите колешки истото го кажа. Зошто вие мислите дека затоа што е пратеник од ВМРО-ДПМН е пристрасен во моментот зборуваме за историја, во моментот зборуваме за национални интереси. За кој што поредот на нештата треба да имаме сите заеднички јазик и консензус, а не да излегувате тука и да навредувате. Да навредувате колешка која што имаше прво и пред се научен говор. Научен говор. Така да, почитувана председателке, тука ќе прекинам, нема да се задржувам, процедуралното беше до вас најдобронамерно. Значи, кога ќе реагирате, кога говори пратеник на ВМРО-ДПМН, сметам дека треба да реагирате и кога говори пратеник од мнозинството. Благодарам. Благодарам, бидејќи мене ми се